Утре во 13 часот пред Собранието на Македонија повторно ќе се протестира против аерозагадувањето. Сдруженијето Канцерогено општество, кое минатата сабота организираше протест, очекува поголема масовност и поддршка од сите граѓани и еколози. Кристијан Узунов од граѓанската иницијатива Канцерогено општество на денешната пресконференција најави преземање порадикални мерки доколку институциите останат, како што рече, неми и глуви на нивните барања. Се надеваме на утрешниот протест, на 2 во сабота во 1 часот пред Собранието исто, на поголема масовност, на повеќе луѓе, поддршка голема, на која што јасно ќе им дадеме до знаење кои се нашите следни чекори и деколку останат неми и глуви на нашите барања, ќе почнеме со малце порадикални мерки. Свеста на народот се буди, тоа е многу добро. Се надеваме на заедничка соработка и на масовност. Мора масовност за да успееме во нашите барања, во конкретни барања. Узунов упати прашање до заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, што сработил изминатата недела, односно од нивниот претходен протест, каде поставиле јасни барања да се свика итна владина седница за загадувањето на воздухот. Тој го повика Макрадули да почне неделно да дава отчет за сработеното. Исто сакам да упатам прашање до надлежните, еве поточно до Јани Макрадули, да го прашаме што тој сработи во изминатата недела и ако може од сега па натаму, додека децата се гушат, додека сите ние се гушиме, да дава отчет во текот на денот што тој сработил. Еве да стане од Сабајле, да си ги напише забелешките што треба да среди и во текот на денот, на крајот на денот да изјави пред камери што тој средил во текот на денот, што тој направил за ние да дишеме почист воздух. Мислам дека има обврска да го стори тоа и да видиме дали реално тие додека ние бараме, додека протестираме, дали нереално они се ангажираат да го решат овој проблем. Дел од барањата на граѓанската иницијатива се свикување итна владина седница и вклучување експерти и граѓански сектор во контролите кон големите загадувачи.